Почнете од почеток со Бони Сала. Кога грижењето за другиот бара предпазливост. Пази и внимавај да ги извршуваш сите тие наредби, што ти ги заповедам, за да ти биде добро на тебе и на твоите синови по тебе довека. Ако правиш добро и угодно пред Господа, твојот Бог. Второзаконие, 12 глава, 28 стих. Авраам беше Божји човек. Библијата покажува дека Авраам му е послушен на Бог, а сепак тој е човек. Бог му кажа на Авраам: излези од својата земја, од родното место и од татковиот дом, и оди во земјата што ќе ти ја покажам. Битие, 12 глава, 1 стих. Но потоа читаме дека тој си заминал како што Бог подучи, и Лот замина со него. Лот му беше внук на Авраам, и тој најпосле не само што беше голем проблем за Авраам, туку и неговиот живот беше обележан со срам, алчност и Содом и Гомора. Битие, 19 глава. Зошто Авраам престана во целост да го слуша Божјото водство, да си го остави семејството зад себе? Таткото на Лот умрел, па може би Авраам се чувствувал одговорен за Лот и не сакал да го остави. Авраам ни дава голем пример за тоа како добрината кон другите може да ни го одвлече вниманието од Божјата волја. Хенри Блакаби им кажува на членовите во црквата кои се вознемирени кога момче и девојка христијани кои живееле заедно биле замолени да ја напуштат црквата. Овие лошо управувани души се однесуваат како да се пољубезни и почувствителни на чувствата на луѓето отколку Бог. Блакаби пишува: внимавај кога се однесуваш како да си поисполнет со љубов и љубезност од Бог. Не си. Тој знае каков ќе биде исходот ако луѓето не успеат да ги одржат неговите стандарди и не ги следат неговите упатства, буквално. Божјата љубезност действува преку нашата целосна послушност. Следевте еден момент на рефлексија од Бони Сала. Почнете од почеток со Бони Сала.